Битолска фирма за транспорт и третирање комунален и медицински отпад ги игнорирала процедурите и доставувала опасен и заразен материјал до депонијата Дрисла за да биде изгорен. Станува збор за фирмата Еко Клуб. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов денеска презентираше видеоматеријали и слики од ненајавената инспекција на градските власти во инсталацијата на Еко Клуб во кругот на МЗТ. На нив може јасно да се видат остатоци од медицински отпад од клиничките центри во Битола и во Прилеп, со кои оваа фирма има склучено договор. Токсични течности кои се изливаат од возилата за транспорт и се сливаат во атмосферската канализација и завршуваат во реката Вардар, како и животни кои се хранат од остатоци од медицинскиот отпад. Еко Клуб, која според процедурата морала да го стерилизира медицинскиот отпад, само го ситнела во обична дробилица, односно дробилка. И потоа така го испраќала во Дрисла. Затоа на отпадот во кушиштата смет се најдени игли, шприцеви, шишенца со крв и други остатоци од медицински отпад. Шилегов е огорчен на надлежните, Министерството за животна средина и обвинителството, кои според него 50 дена го игнорираат овој скандал. Од обвинителството велат дека случајот го пријавил вработен во општината на 13 декември и изјавил дека материјалите се снимани 3 дена претходно, на 10 декември. Што и како е утврдено досега, нема одговор. Во продолжение изјавата на градоначалникот на град Скопје. Преку 50 дена градот Скопје чека било какво преземање действија од страна на јавното обвинителство, но досега немаме било каква информација за превземени действија и дали воопшто официјално е започната истрагата. Напротив, по наши сознанија, во пракса се случува дека сторителот на ова што можевте да го видите се покрива со документација од друга државна надлежна институција. Јас лично, мојот тим, главниот инспектор на град Скопје, не може да дозволиме вакво неодговорно несување на институциите во државата. Време е конечно секој да застане за своите обврски и да сноси одговорност за своето неработење. Барам јавното обвинителство веднаш да започне истрага за овој скандал за здравјето на луѓето. Барам Министерството за заштита на животната средина во целост да го испитат работењето на сите субјекти кои што се под нивна надлежност, особено оние кои што имаат дозволи за работа со медицински и друг опасен отпад. Здравјето на граѓаните не може да трпи компромиси. Случајот во декември го открил главниот инспектор на град Скопје Мирослав Богдановски, кој реагирал професионално и одговорно затоа што имал многу дојави од граѓани дека во кругот на фирмата подолго време се случува нешто сомнително, се шири непријатен мирис и дека отпадот не се третира соодветно. Градскиот инспекторат го известил јавното обвинителство. Дали имаме некој на линија, ви посакувам добар ден и добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески 0260 91 94 925. Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Да, вие сте, повелете. Благодарам. Прво ќе кажам дека е нехумано и неправилно да некој се однесува така со оние луѓе кои што сакале или неќеле на некој начин се откажале од дел од своите органи или делови од телото, што мора да ги отстранат или да ги замена на некој начин, а за тоа е должна некоја си фирма да ги собере, да ги стручно обработи и да ги складира и да ги однесе онама каде што треба тие да отидат на последна обработка, односно се соборат во тие печки. Овдека треба оној кој што се напатил да ги прибира тие делови. И се чини дека треба да биде тој најпрво казнет, да му се одземе лиценцата и да се даде на друг кој што би работел онака како што налагат правилата и прописите. Ако и тој тоа не го стори, тогаш ми се чини дека нешто не чини со службите кои што го, значи тоа третираат при доделувањето на, да речам, концесионер ќе биде тој или како ќе да го наречеме, кој што ќе го работи тоа, значи со тие делови кои што мора да бидат, значи на дозволен начин, значи складирани, однесени и на крај после, значи, истретирани. Мислам дека повеќе од ова нема што да се каже. Ја бе бил толку со моето искажување. Поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Само би кратко сакал да кажам, не би ви одземал од времето. Значи, оваа фирма работи на собирање на овој опасен медицински отпад, не само од болниците, него и прибирање на сите оние материјали и од ветеринарните друштва
тоа да го знаете. Сето оно што е заразен материјал, како е пролети полни со крв, игли, шприцеви, сето тој материјал, тие го собираат и за жал, јас сум еден од тие што работам во таа служба, како завршува тој медицински отпад. Мене ми е стварно криво за фирмата која го има добиено овој тендер и вака накарано да се понаша, мислам не е во ред. Има 150 ветеринарни друштва, верувам дека добар дел, бидејќи нема друг кој го работи ова, единствено тие го работат, собирањето на овој материјал отпаден, па би советувал овој претходниот гледач кажа да се преземат санкции, бидејќи ова не е шал. Така. Толку ви да кажам. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Ја имам реакција во врска со вашите поставување прашања. Добро. Ја очекував, четврти ден, од кога Каракачанов во Средна Македонија... Благодарам за јавувањето, исклучете го гледачот. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добро, јас извинам. Повелете. Во врска со ова ситуација денеска и наредните, во врска со отпадот вамо, отпадот тамо, Добро. тоа кажува една лоша слика и едно чувство кај сите нас обичните луѓе кои што во ова имали некој крај и апсолутно некој треба стварно да сигурно овие емисии не се случајни и сигурно ги слуша некој апел стварно да почне некој да ги следува работите. Ова се чувствува една страшно чувство на безпомошност. Овдека тоа со ѓубрето вамо што беше фатено на граница во Бугарија па назад враќање, ова со отпадот, кучињата, нездобените тие бездомните кучиња отруени, затепани, 300 чуда, молба до надлежните органи да стварно преземат нешто. Се работи за живот, за сите нас. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме следен на линија, повелете? Да, имате моје мислење дека тие надлежни органи кои треба да преземат мерки да не заштитат загаденоста, како и директорите на Дризле претходниот бившиот, секретарот на ВМРО ДПМН Змејковски, кои се богати, конкретно мислев да има сознаница дека токму како директор се богатил многу, профитирал со и неговиот брат против тоа негово незаконито обогатење. И сите други понатамошни директори, сите власти кои били од ДПМН на СДСМ, свесно го работат тоа, не само од Дризла, не само што носат незагаден материјал од нашите медицински установи, него ја страната увезуваат и во Дризла, и таму го газат и го оставаат, ги ставаат кај нас, да се труе менијат и добијат профит. Значи, ние сте граѓаните во Македонија се оде продајани за ефтини пари, се труе думира така без оружје, без борба, а нивните синови на големците се од странство, од политичарите, сите се странство, да не има пратени кај што нема стим, тоа е Шведска, Германија и така натака, сите обезбедени се децата. Значи ние што станува овде, кај сме сиромаси, кај сме и постари лица, кај се заборени и онака веќе да со тоа загадување не уништуваат, значи не убиваат, без оружје не убиваат. Ова се вика убиство на држава од самите своји владители, они кои гласат, кои гласаме за да не труе, за да не убиваат. Немаме власт, немаме закон, нема кој да преземе мерки, нема кој кај да одговара, затоа сите се тие корумпирани, сите се исти. Ви благодарам, хвала, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, имате добар. Да, повелете, ве слушам. Поздрав. Благодарам. Ми е драго што ја поставите ова точка. Јас сум постар човек прилично. Малку ќе проширам тема, ќе ми дозволите да кажам дека Македонија од порано била куќа без кучина. Еден технолог едно време пред 30 на години одржа еден состанок кој бев и јас и кажа дека во Македонија однадвор се внесува радиоактивен материјал и се растор на различни места. Меѓутоа, кога прочита во вестник дека од Нови Сад од фабриката се внесува радиоактивно ѓубриво за нашето земјоделие,
кое во Војводина било забрането и било констатирано дека тоа радиоактивно ѓубриво за 200 години во Војводина не можело да се чисти земјишето. Тоа ѓубриво испод цена е пренесено во Македонија и тој што го пренесол сигурно е денес милиардинер. За испод цени на нашите земјоделци им е растурено тоа радиоактивно и употребено по воштарниците, по градијанските култури, житариците и така натак и така натак. Што значи од тогаш на вистина Македонија е село без кучиња. И ево се баш ми е драго што граѓаните се ослободи малце поотворено да кажат, да огдигнат својот глас и да се заштитиме ние како држава, како народ од тоа такво ѓубриво кое што на вистина е многу опасно. И тоа беше и повод од нешто прочитав и од нешто слушна од професорот, беше повод да станаме од основачите на еколошкото друштво кај нас и посебно не интересираше заштитата на Охридското езеро и рибниот животинскиот свет во него. И направивме овој преглед на место каде што треба и кроз секој. Так, истече времето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, Огнен. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Све ова е последица на неказливост, на извршениот, на дозволениот да се изврши. Ние дозволихме да се изврши таков финансиски геноцид во такви размери, затоа геноцид, и затоа што смелуват да трујат, да убиват. Ево и се покриват со Смикотското езеро дека не било вака така. Значи неказливоста, не се плашат. И ситни функционери, ситни фирми. Јас мислам дека Екоклуб е фирма, еколошка, супер, салам фирма. Ги познавам некој. И некој се осмелил да сите вработени ние ги осудуваме сега. Значи кога ќе се спроведи казливоста, ќе се плашат и најситни функционери, фирми и вакви и такви да се држнат деца поколенија да трујат. Па од битова да ги носат таму. Нормално. Така како фирма, се нема да е сметен нормална, тоа е монструм. Најстроги казни кој ќе се изврши, кој ќе се среди све, нека се осмели некој да прави вакви нетруена. То не знам како некој раководител се рачуна, како вработените ако знаеле некој кој прифаќа тоа да го вршат, да го транспортира таму. Ќе повторам еден случај, јас го кажав неколку пати, го кажам. Кога видов еден висок функционер се крие од синдикалец, председател на регионален синдикат, се крие од тие што штарикува, го чекаја, тој се крие да не го видат, а не го замрзнат како човек. И нормално, не можам да прифатам вакви работи, не можам да стварам. До кога ќе му даваме ливи? Нема, си тераат, нема да бидат казнувани, вака така. Нема тоа ливи, тие со тоа добиваат сила повеќе. Нема да би имал торет. До кога ќе биде имал торет граѓани од своите? Так, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Да, добар ден, ве слушам, повелете. Прв се јавувам, пратам срамно, меѓутоа Повелете. не може да добијам и денес ве добих, па да се слушнеме. Ме интересира сега и ова што Шилегов од новембар, децембар дознал за ова, меѓутоа сега некако февруар го објавува ова. Можда малце и тоа нешто не ми се допаѓа, и ќе го приметил порано, можел да објави и порано или да прати некој да онадат. Или треба да помине 2-3 месеца, 4, па да се нешто донесе. А сега обвинителството молчи. А до кога ќе молчи? Се знае тоа. Тоа ако има докази, сега ќе испитува докази, може и после изборите ќе има нешто, ова ќе се прекине сега. Така да, кај нас нема реакција одма, што викаме ние. Приметиш нешто, делувај одма. После можда ќе биде касно, можда е застарено, можда е ова, можда е она. И затоа не верувам дека нешто ќе се направи со ова. Ова е пак нешто, што викаат со овие маркетинг пред избори или таму, на некого да му одговара или не. Така да не се нервира народов, ова ќе си тече. Еве сега утре се договараат, има пред циментара, што ако имаш, собера 30 деца. Има ли од тоа нешто? Нема ништо. Нема ништо за тоа. Затоа да не се нервираме, ова ќе си оди, ти ќе те гледаме тебе, ти не се нервираш, сега си смирен и така да
Толку од мене е пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Шилегов ми испадна многу чуден и си помислив дека е потпарол на ВМРО. Па како не се срами да излези да каже од вакви работи? Абе, градоначалник, кој ќе дојдам јас градоначалник, абе, ќе земам чешел, вошките скроз ќе ги очистам. Да нема, има и гниди, сте викај. И гнидите од корен ќе ги очистам и се ќе земам све во свој раце. И сега да каже, што пред до сега? Да открие денеска? Што работел? Не само тој. Опште службите, инспекциите, како тие поминувале, еве колку години, 2-3 години се на власт, денеска му текнало како потпарол на ВМРО. А ова брука, ова невидено. Да не знам јас, во куќа моја што се работи. Или јас сум градоначалник, абе пиле не сме да и прелета, се ќе ставам под контрола, воздухот не може да победи ке што треба. А не, сега видете ме, ево пати некој носел отпаден материјал, ама не каже кој профитира. Може би профитира тие, па истите што го зборуваат. Тоа треба да се открие. Сите тие работи се мешали таму. И сега што ќе кажеме малце да се затошка народот. Да се открие кој го правил тоа. И 2-3 години се на власт. Кој достега го правил и зошто не открива да достега? Не носеле мармелад по дризла или мед, па да не осетат што е. Бог да чува, Бог да чува. Тоа ти е способни нареди ги во власта и ќе го видиш може колку им е. Пријатно и возлепивате. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да. Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Това вие се чудни луѓето. Навистина. Шилегов навреме го извести обвинителството. Меѓутоа обвинителството нема покренато ма баш ништо. А Шилегов, уствари градот Скопје, сега го превзеде пред толку 2 недели. Ја превзеде Дрисла. Ова кој е наш отпад, кој е од Македонија, кој е од македонските болници, Битовската, Прилепската, било како едно друго, значи ако Дрисла има таков капацитет, такви отпад да го неутрализира, да го преработи, да го уништи во ред. Ако го нема то нешто, тогаш е малце да се замислиме. Меѓутоа имаше луѓе кои што велеа дека дури од преку граница, од странство носеле кај нас отпад. Па што од странство да се дојде носи таков отпад, треба царина, треба помени низ 300 контроли, низ инфекции, низ што нема на граница. Има врвено тој граница да види како е ако се носи нешто, некаква таква материја. Со некој знак, мора да има на контейнерот знак или било што. Дали има врвено тој граница, па ете мели туку така зборува разноразни глупости. Мислам, чини ова се предизборни патки, ништо повеќе од тоа. Се работело така и порано, се работи и сега. Обвинителството, нека покрени обвинение против некој сега, не враце му е, значи, предметот, може комотно да обвини некој. Сега веќе има, може да го обвини бившиот директор, кој што беше до пред 2-3 недели, може да обвини управата на Дрисла или било како. Главно, има сила, има моќ. Толку од мене. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огњан, изненадена сум, запрепастена од сликите што ги видев. Јас не се сомневам дека станавме депонија Македонија, дали ѓубре ни се носи од надвор, дали овдека битолчани, прилепчани, на тие служби што ги имаме, екологија министар, екологија заменик министар и не знам уште колку таму вработени, што прават? Еве утре се договоривме и ќе бидеме 20 без тројца, нас од кисела вода се јавувам, а не
отру циментарата. Вие не знаете после 3 сати на Сабајле каков црн дим. И ќе ми кажат во Холандија ѓувриштето што го добиваат како секундарна сировина, го прегледувале во лаборатории. Кого лажат, си поразболевме. На што личи бре ова и Скопје и Македонија? Па толку ли сме заморчиња? Прво заморчиња сме од нашите предпоставени од влада било која, дали е СДС, дали е ВМРО, само за профит, профит и профит. Кучињата да ги растегнуваат, отпадоците да јадат, луѓе по контейнери. Страшно, страшно, страшно. Да не се чудиме што народот ни бега. Иначе готови сме. Извини, Огњан, многу сум разочаран. Так. Има и убав ден. Благодарам за јавувањето и јас вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Да, добар ден. Па ја не го гледав од почеток прилогот. Ова е медицински отпад од Македонија, така? Да, од Битола. Фирма од Битола која што зема медицински отпад од клиничките центри од Битола и Прилеп и непреработени ги носи во Дрисла. Точно. Сега да ви кажеме. Печката во Дрисла за што служи? Таа служи за согорување медицински отпад. Прашање е зошто печката не работел и зошто не е согорен отпадот. Тоа е едната работа. Втората работа, наместо граѓаните сега да флукаат по Шилегов, треба да знаат дека доминатата не дела. Италијаните беа газди на Дризла. Италијаните, не Шилегов, не градот. Италијаните беа газди. Веројатно не сте ја слушнале половина емисија. Значи никој не плука по Шилегов затоа што и самиот Па тој не, ја ги зборам, пазите, ја ги зборам, ги слушам граѓаните што плукаат дека ништо не е откриено. Значи кој беше газда? Не, газда грешка имате Прашањето е, направено, пазите, господине. прашањето е зошто сега? Зошто сега стручното обвинителство што го брани опозицијата не реагира се уште? Нели проблематични се обвинителите од ЦЈО? А што ќе правиме со овие обвинители што не реагирале на време и им е поднесена пријава? Па за тоа реагираат граѓаните, не за Шилегов, туку за обвинителството. Па точно, ама они ги слушам и го напаѓаат и градот, дека градот не знае што му се носило. А треба да им се каже дека до минатата недела градот војдеше да земе Дризла. Меѓутоа прашањето е зошто молчи обвинителството? Стручното што го брани опозицијата. Тоа е многу битното прашање. Дали повторно таму негде каде лежи зајако дека некој поплатил и да не се работи работата. Така треба да се отвори прашањето. Зошто молчи обвинителството, да се прашаме? Колку време им треба да процесираат фирмата од Битола, да е странска фирма, горе треба да проверат преку царина, преку све комплетно. Така, благодарам за јавувањето. Следен пат следете емисијата во целост. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав, повелете. Јас се уклучувам прв пат кај вас. Се радувам, И повелете. гледам темата е медицински отпад. Многу касно сме се сетиле, откако почнавме сите да трчаме по болниците и да бараме, значи, некој да ни помогне, а во болниците нема жив човек да ви помогне. Само кога ќе отидете, ќе ве прашаат што ви треба, што сакате, што вие не те ни погледнува, само ти пишува рецепти. И така да ние ќе тлееме така и еден ден и нас ќе не однесат на отпад. Меѓутоа, друго нешто нас има да не убие. Да не убие, темата не е за тоа, ама цел ден мислам на тоа и сакав некаде да се јавам и не можев, ама сега кај вас ќе ме пуштите само една минута да кажам. Нека ги погледнат сметките за вода, господата. Господинот Шилегов што се изнапишал за да треба да плаќаме? Значи, сметка ако сте плаќале од 1500 денари месечно до сега ќе плаќате 3000. Така, добро. Поздрав до вас. Благодарам. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Бидејќи рековте дека прв пат се јавувате, ве оставив и дозволив, иако не е во ред. Необработен медицински отпад без почитување на пропишаниот протокол се третирал на депонијата Дрисла. Случајот во декември го открил главниот инспектор на град Скопје Мирослав Богдановски.
кој реагирал професионално и одговорно затоа што имал многу дојави од граѓани дека во кругот на фирмата подолго време се случува нешто сомнително, се шири непријатен мирис и дека отпадот не се третира соодветно. Градскиот инспекторат го известил јавното обвинителство. Ова го соопшти на пресконференција градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој побара од јавното обвинителство да го испита случајот, а Министерството за животна средина и просторно планирање да ја испита работата на компаниите кои имаат лиценца. Цитирам: "Ова е за жал начинот на кој бил третиран медицинскиот отпад во Скопје, за кое ние немаме податоци за тоа колку долго и колку често се третирал на ваков начин. Наместо термичка обработка и стерилизација се случувало медицинскиот отпад да завршува во Дрисла како обичен отпад", наведе Шилегов. Како што рече тој, отпадот бил носен и од Прилеп и од Битола. Станува збор за субјект регистриран во Битола, кој поседува лиценца за работа. Ова што можевте да го видите се остатоци од медицински отпад од медицинските центри во Битола и Прилеп, донесени во Скопје, рече Шилегов, одговарајќи на новинарско прашање. Градот пред 50 дена го доставил видеодоказот во јавното обвинителство, но како што вели Шилегов, досега немаат каква било информација за преземени дејствија и дали воопшто официјално е започната истрагата. По наши сознанија во пракса се случува дека сторителот на ова се покрива со документација од друга државна надлежна институција, рече Шилегов. Одговарајќи на прашањето дали и како се третирал овој медицински отпад во минатото, тој посочи дека немаат сознанија, но смета дека ова е доволно доказ имајќи предвид, како што рече, дека несоодветното третирање на опасниот отпад може сериозно да го загрози здравјето на луѓето и да предизвика епидемија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавам од Битола. Поздрав до Битола, повелете. Ќе ви кажам една работа, така добро ја познавам оваа фирма. Добро. Таа фирма е регистрирана во Битола како погребална фирма, вечен сон. Да, и поврзани се и да и со погребно предпријатие. Да, вечен сон. А Еко клубот е сестринска фирма на таа фирма, а газата е исти, да се разбериме, значи. Сашо истиот газда е. Јас сум жител на село Логоварди, оваа фирма работеше на спортската аеродром во Логоварди. Се веруваше медицински отпад, верувајте во обична печка. И цело село беше загадено, ние протестиравме до началникот седе во Битола и некако успеавме да ја селиме таа печка од Логоварди. Се сели и рекоа дека во Скопје, а таа обична печка беше гореше, обично ноќе да не се гледа, ама тоа миризмата се следеше во селото. И сега, ако се префрлија во Скопје, еве што се случува сега таму, изгледа не вода сметка, а иначе тој е многу добар соработник, бившиот градчелник во Битола, тој му даде лиценца, кој му даде не знам, главно човекот се богати на сметка на нашите несреќи. Разбрав, тоа е од мене толку. Фала, многу пријатно. Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Да, ве слушам, повелете. И после се чудиме зашто кучињата стануваат агресивни и што викаат кумановци ќе побесних. Па ќе згазне идејќи под ѓубрето тамо на некој шприц и ќе побесни, зашто доста луѓе на ова поднепје се побеснети од овие проблеми. Малку се нашалив. Друго, многу пати ќе гледам на тие отпади, пуштени свињи јадат. Дали се тоа свињи од околните жители што живеат околу депонијата, најверојатно. И тие свињи јадат секакви работи таму по тие ѓубришта. Таа свиња, може би, фамилијата нема да ја користи, ќе ја продаде таму на кланица. И знаете што значи тоа? Извор на зараза. А дали тука инспекцијата гледа на тоа? Толку околу тоа. За Шилегов ќе кажем. Браво, Шилегов. Без разлика што е ова, сега, може би за некого предизборна реклама. Јас сум неутралец, немој погрешно да ме сватите. Ако остане Шилегов преку цел мандат вака, нон-стоп да контролира не само ѓубрето, да контролира и други работи, што е во негова надлежност, а и другите инспектори да си работат редовно таа работа, јас мислам дека земјава ќе процвета. Меѓутоа, ние луѓето сме, знаете како, сега ако сум од една партија ќе напаѓам другата и обратно.
Ако сум ја партиски настроен, ако мојот миленик има негативни работи, јас треба да ги критикувам, за да се поправи тоа. А ако има позитива, тогаш ќе кажам браво. Зашто да не кажам браво? Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Петричен. Да, вие сте, повелете, ве слушам. Не, мојот глас специфичен и се знае. Прво, дали вие знаете дека она еко фирме ја купува германците? Која еко фирма? Мислите на еко клуб, Па фирмата од на Битола? Битола, што е, она влезена е германска фирма. Не сум знаел, добро. Па можете проверите се ако е то точно. Добро. Јас значи, ако е точно, окей, ако не точно не лажа. Второ, таа фирма не работи од вчера со медицински отпад. Точно. Трето, они се летри, не знам како фирма, ја немам појма, овој што ми каже многу знае работи. Сега германска фирма им зема 60-70% од бизнисот на Саше, некој кој е тој од Австралија бил вратен, не знам што. Мислам дека не може сега во вакви зулуми, она колку години прашајте го Шилегов работи таа фирма овде. Кај бил медицинскиот отпад? Мора се мени во Дришла. Најголем проблем во Македонија е Дришла. Уште 5-4 години јас бев на албанска граница кога влегува коинтерни јадници овде. Зошто мафијата најмногу се интересира за гробиште и за ѓубре? И се, ние место да решаваме, ние да имаме фабрика еколошка, кај ќе се сите тие стакло, макло се прават и се прават репроизводи, и вештачко ѓубре за земјоделие, ние немаме, а кања све се внесува. Тоа е висока политика, тоа не е играчка. Тоа е работа за министерство, за влада. А овој како е, проверете да видите дали Германија, германска фирма е купува. А кој ќе ти влезе од Западна Европа тебе во криминал? Така, да сте ми здрави, живеме да ти кажам. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Шилегов информираше дека инсценераторот во Дрисла работи, а стерилизаторот е во фаза на набавка и очекува на почетокот на април дека ќе го инсталираат. Тој утре заедно со министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини ќе ја посетат Дрисла. Во однос на контролата на транспортирање и на собирање на отпадот, на пресконференцијата беше појаснето дека таа е поделена на Државниот инспекторат за животна средина и Државниот санитарен инспекторат. Санитарниот инспекторат го контролира собирањето внатре во болницата, во институцијата, додека пак Државниот инспекторат го контролира транспортот од болницата до крајната точка, што би дошло во случајов од болницата до Дрисла, односно каде што и се јавува проблемот. Шилегов информира дека и за тоа кои и какви количини што е депонирано, што е папиролошки завршено или не е предмет што ќе го утврди ревизијата на град Скопје, што очекува за 2-3 месеци да биде завршена. На пресконференцијата инспекторот Богдановски детално ги образложи фотографиите и видеоматеријалот. Цитирам: Машината за преработка на медицинскиот отпад за време на контролата не беше во функција и отпадот не беше соодветно третиран, со што отвораше можност за ширење опасни зарази по животот на луѓето и животните. Медицинскиот отпад се обработуваше во машина за сечење која што само го дроби отпадот, но не ги уништува бактериите. Таквиот непреработен медицински отпад го префрлаа во камион што не е соодветен за транспорт на ваков тип инфективен и опасен отпад, односно заразен народски, за потоа да биде транспортиран во Дрисла, како обичен отпад, објасни Богдановски. Фирмата што го транспортира отпадот во Скопје, како што потврдија и од Министерството за животна средина и просторно планирање, и од болниците, е Еко клуб од Битола. Сега што се однесува до изразот инсенератор, од секогаш имав дилема зошто воопшто го користиме како странски збор, иако ние немаме соодветен превод. Повеќе ви го преведува како кафилерија, но кафилерија е пак место каде што се согоруваат мршите од животните и од постатоците од кланиците, така што е несоодветен, но може да измислиме нешто од типот на отпадожарач, отпадосогорувач или така натаму инсенератор. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, овде беше спомнато дека јас слушам на вестите на Карал Пети на Телма дека фирмата е унгарска, а не германска. Добро. Од друга страна,
ја обвинуваат за овој конкретен случај Дризла. Убаво и вие сега кажавте дека оваа фирма што го транспортира отпадот треба термички да го дезинфицира, а не само да го дроби. А после да го однесе во Дризла соодветно, во Дризла, а не да го носи со камион што тече по цела улица. Јас тоа така го разбрав и така е. Кога веројатно така е склучен договорот. Затоа што и пред некој ден која реко се прават малверзации. Значи не работат соодветно според тоа што е напишано во законот. Се прекриваат некои работи. И сега во овој случај без потреба се окривува Дризла. Никој не рече дека во моментов печката на Дризла за медицински отпад не работи, колку јас се разбрав. Сите кажаа дека оваа фирма треба да го дезинфицира термички отпад, па да го донесе овде ќе што го носи, а прашање колку тука стоело и колку треба да стои по закон. Може би треба одма да го однесе. Не треба да стои со месеци. Вака испаѓа дека стоело од декември, што значи со месеци стои. А од друга страна, кога збориме за вошките и за нивните деца, Шилегов не ги исчистил вошките со чешел. Да, вошките се чистат со чешел, меѓутоа нивните деца гнидите малце потешко се чистат, а ако ги очистеше Шилегов и гнидите, тогаш имаше критики против Шилегов дека е партиски определен и дека оние што не се негови сопартици ги брка од работа. Затоа што на овој народ не може да му се стави. Ако некој работи честно и ако го наградува оно што работи честно и по закон, значи тој е партиски определен. Што значи овде секој треба да работи што е партиски определен, а не што работи честно. Тие што работат честно, топати реков, не може да дојдат. Нивната професија не може да дојде сите да ја видиме. Дека се способни, дека знаат да работат. Ви благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали има некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Во ред, тогаш... Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Да. Ја ги слушам, гледачи. Меѓутоа, мене ме заинтригира еден претходен тој како да е потпарол на ВМРО. У секоја и Сабајле се јави, брани нешто што не се брани. Кога господјата добро рече, тој ги спомна некој гниди таму. Сака да каже дека требал Шилегов да исчисти свето. А вие убаво прочитате дека таа фирма е италијанска. Ингеренциите се нејзини. И никој не може таму да влезе. Така ли? Еден претходен гледач од Битола, сега втор пред двата, кажува за дечкото Сашо, го знам ја Сашо. Он беше погребално, беше вечен дом. После почна на клиника овде да пренесуе те болнички материјали како ги ви. Сега како работел, што работел, имал некој заклик за тоа, некој штител го правил тие работи. Затоа треба во оваа ситуација да бидеме сите искрени и поштени. Не е работата да браниме некој. Треба да видиме правата вистина, што е како. Кажува тој под паролот на ВМРО, кажува дека Шилегов не е презел, па Шилегов пред 2 месеци има поднесен до обвинителство. Докази, документи, све што треба таму. Меѓутоа таму никој не работи. И затоа денешна опозиција стои за тоа да не се смени ништо. Да остане како што било. Нема. Тоа го нема више. Крај. Завршена е приказната. Или ќе одиме напред, или ќе си останеме гето овде. Гето овде. Да. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Она што и јас ви го прочитав и на почетокот, значи се однесува на тоа и што го јавува и телевизија Телма, вели станува збор за фирмата Еко Клуб, чиј собственик е локалниот бизнисмен и почесен конзул на Унгарија Сашо Јанакиевски. Еко Клуб, која според процедурата морала да го стерилизира медицинскиот отпад, само го ситнела во обична дробилка и потоа така го испраќала во Дрисла. Затоа на отпадот во купиштата смет се најдени игли, шприцеви, шишенца со крв и други остатоци од медицински отпад. Шилегов е огорчен на надлежните, Министерството за животна средина и просторно планирање, но и обвинителството кои според него 50 на дена ги игнорираат овој скандал. Од обвинителството велат дека случајот го пријавил вработен во општината на 13 декември
и изјавил дека материјалите се снимани 3 дена претходно на 10-ти. Што и како е утврдено, досега нема одговор. Или цитирам што вели обвинителството. Пријавата не беше подкрепена со други материјални докази и надлежниот јавен обвинител истиот ден, по приемот, издаде наредба до секторот за внатрешни работи на Скопје, за да се направат неопходни проверки со кои ќе се обезбедат докази за утврдување на фактите и за проверка на наводите во пријавата. По приемот на известувањето ќе биде донесена јавнообвинителска одлука за натамошно постапување во предметот. Со оглед на тоа што предметот се наоѓа во предистражна постапка, обвинителството во моментов не може да споделат повеќе детали, велат од јавното обвинителство. Добар ден. Убав ден, почитуван водител. Кај што ги слушам, овие ми се јежи кожава од овие работи што каже за дризба, за ова. Тоа е страховита работа и не знам. Јас верам, не знам што да речам. Ни пријави, ни одјави, ни ова, ни страшна работа. Не можам да кажам. Секоја шест што ја водите емисијава и да му кажете да нам што е и како е работа. Многу ви благодарам, многу. Поздрав до сите слушатели на Македонија и на вас. Благодарам. Ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Добар ден, следен гледач. Добар ден. Одиме тогаш со коментари, дајте ми мене 2 минути режија. Диме С во коментарите ни пишува и вели: Добар ден, Огнен, како прво не е само во Скопје, него и во Штип е хаос. Градоначалникот на Штип не се презима никакви мерки. Како второ, инспекторите во општината само седат, кафе пијат, шетат се со државниве коли и со обраќање метеш и поплаки од граѓани, не го решава, горе шире лажи. Добро, нова за друга емисија, господине Диме, ве поздравувам. Ѓоргија С пак пишува и вели: се гледа како функционираат институциите во Македонија. Сега пред избори се крева голема прашина, а последните 3 години не сработија ништо. Господин Шилегов пред избори е погласен, но каде беше досега наместо да направи проект за управување со отпад за Скопје кој ќе функционира? Тој не направи ништо, со почит. Нека господин Шилегов каже јавно кои се фирмите кои управуваат со отпадот во Скопје, али тоа да биде јавно, но пак нема од тоа ништо. Поздрав, завршува Ѓоргија. Ве поздравувам. Сашо С пак пишува и вели: еве сега како полека се открива, штом го снема Заев, како премиер се отвораат нови теми и дилеми. Јавна тајна беше дека за да се заштедат пари, медицинскиот отпад не се селектира, не се транспортира, а уште помалку се уништува прописно. И не само тоа, него што правиме со мртвите мачки, кучки или други животни. До кога ќе ги возиме низ градовите како оној мртов кој низ Скопје? Ама ние сме такви како народ, за се велиме, абе што има врска, терај таму, само војна да нема и дај поголема плата, поздрав. Полицаец, италијанци, газдија, директорот од СДС, така беше, завршува Сашо С. Да, иначе, што се однесува, споменав и пред малку емисијата, пораката ви е претходно напишана. Најава за изградба на кафилерија има во општина Лозово, уште од март минатата година, од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Дали тоа ќе се оствари, ние многу работи сме слушнале како ветување. Марко М пак вели краток коментар, толку и време имам. Поздрав, Огнен Суперси, сега јасно ви е каков геноцид изврши 12 години Грујовата банда, на 12 април одат на Буниште, завршува Марко М. Ве поздравувам и вас, Марко, следните коментари подосна. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Вака сега. Темата е за овој медицинскиот отпад што се фрла во Дризла. Да. Јас мислам да, добар ден. Да, само намалете го тонот на телевизорот. Овој отпад што се фрла кај Металски завод, дека тука е само виновна инспекцијата, која... Да намалете го, ве молам, тонот на телевизорот. Тука само е, мислам дека највиновна инспекцијата што треба да врши надзор, а намален е... Да, добро, зборувајте, ве слушаме континуирано. Најповеќе инспекцијата е виновна затоа што не врши контрола на време. Меѓутоа... Ве слушаме, зборувајте. Меѓутоа, јас имам, со слушаме, мислам, немој да ме прекинуваш. Јас имам еден проблем, 8 години со инспекцијата, која куќата тони од фекали, тони,
не се спие, не се седи. Никогаш не дојде од животна средина, и кај Шилегов пријавив, не дојдоа да видат. По улица Огнен живеам. Станувам у 2 сата да се отворат прозори, не се спие. Куќата ќе падне и испука целата. Од кого бараме ние на отпад да влезе, да инспекција да провери? Кога не доаѓа по улица во мојот двор да видите што се догаѓа, каков е мојот двор, каква е куќата моја, секој месец сум у болница, докторите го знаат тоа. Каде да одам, што да правам? Каде не тропнав, на која врата не тропнав, некај Шилегов, не Свети Шилегов, со прст не мрдна, ни градоначалникнов. Благодарам за јавувањето, не ве прекинувам. Дали имаме некој стелен на линија, повелете? Добар ден. Анонимна гледачка ни пишува, вели, согласно ЕУ регулативите, секоја месара и фабрика за производство на месо мораат да имаат машина за дробење и согорување на отпадните меса. Кај нас ги фрлаат во контейнери и кучињата ги јадат. Невиден извор на зараза, завршува таа. Добар ден. Госпожо. Ало? Да, ве слушам, повелете. Каква инспекција, бе, овде кај нас во градот, овие што наплаќаа на пазарини, секој ден носа по 3 кила сирејне дома, се што има од пазарите, место да му земи 500 денари за тоа што го вика, како го вика, дулечи се вика, и ни инспекција ништо, нема ке да поминиш, дозволено му е до тука да ја држи тезгата, тоа е сето пато фатен. Како, ево се му текнало, зборувам за инспекцијава, зборувам и за власта. Ти си од нашиот град. Најубав булевар имаме во Македонија. Сега ќе го копале, во двосмерно насреде ќе правеле онако парк да има насреде булеваров, до згради веќе копа, инаке Марко Цепенко. Овие Господ му го зел умове. Најубав булевар во Македонија има прилеп. А не ќе гледа за дризла. Ги се труја народот, сите се мешани, сите знаеле дека се прави. Дека се прави обратно од тоа што треба да се прави. Како не се родија некои деца честни, поштени, да работа само за платата, да работа само за тоа што треба и да биде луѓе. Имам уште време, добро, се пулев мислев 0-0 дека е. Значи, Огнен, че ни го расипа градот, брат, се го скиделе булеварот. Ќе му појдам ја сутре на градоначалникот. Ајде, пријатно, извини. Нема за што, пријатно, благодарам за јавувањето. Уште 2 коментара, таман имам време да дочитам. Татјана се пишува, вели, здраво Огнен, ова не е ново, америчките копани кои се продаваат по пазарите, меленото месо кое исто така стои на тезгите, се одмрзнува и пак замрзнува, замислете. Во Америка не сакаат земјата, каде би се закопале да си ја загадуваат, тие трули полни со хормони и што ли не друго. Замислете, од Америка идат и по 60-90 денари цена, а американците не сакаат ниту земјата да си ја загадат како би ги закопале како отпад. Одлагањето на медицински отпад е посебна наука, начин на одлагање, детоксикација, закопување в земја. Не сум изненадена воопшто од ваквите дејствија и зошто се во пораст сите болести. Ве поздравувам. Тане ипак ни пишува и вели, здраво Огнен, поздрав до тебе и TV24, благодарам и до вас исто. Ова што ни се случува речиси во сите сегменти на општеството е резултат на тоа што во Македонија неказнивоста длабоко се етаблира и се провлекува веќе добри 30 години, а криминалот стана стил на живење и единствен корисен и исплатлив. Темелите на оваа држава се криминална, добро, имате ли нешто за темата напишано? Не. Добро, ви благодарам за пишувањето на сите и за јавувањето и ве поздравувам и посакувам во ден. Следи дневникот во 17 часот. Пријатно.